Ти, Господи Исусе Христе, слава Ти, Исусе. Ја озвучуваме оваа книга, слава Ти, Господи Исусе Христе, Гимназиум, Тихомир Стојановски, издадена 2003 година, Гимназиум или како ја размножувавме умноста. Едиција Лицеум се викаше тогаш, денеска се именува едиција Свети Дух. Текстовите се објавени во лик во весникот Нова Македонија од 27.2.1999 до 21.3.2001 година и во списанието на Матицата на иселениците Македонија. Последните три текста се објавени во списанието Комплетна. Значи, тоа се тие текстови кога се биеше битка за македонскиот идентитет, кога македонската наука комплетно беше под цензура, забранета. Корица предна статуа на Тиха од предходниот религиски систем Божица Дион. Јас сум денеска христијанин, знам дека единствен Бог е Исус Христос и Таткото Небесен. Корица задна главната улица во Дион, светиот град на македонците. Препрочитување на македонската приказна почнува на втората страница стихови од пророштвата на Нострадамус. Ке видиме покрај тоа што Македонија е запишана во Светото писмо и од некој пророштва на Нострадамус, без разлика не ги коментирам дали се веродостојни или не, се спомнува Македонија. Непријателите се далеко од силата. Пазете, далеко си од Исус. Крепоста е донесена со двоколки. Зидините на Бурге се ронат од врвот, од небесата. Кога Херкул македонецот ќе го нападне, видете. Интересен стих. Друг стих, големата битка се подготвува за Ненси. Македонецот ќе рече, јас ќе ги покорам сите. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Британија се скрби за вино и сол на работ и Филип II нема да го задржи меч за долго. И третото пророштво, Македонецот ќе ги премине Пиринеите во март, Нарбона нема да одолее, тој ќе ги разнесува своите сплетки по копно и море, наметнатите нема да има каде да се сокријат, може би се тие што се покриваат, нели, што носат бурки денеска, прашање е. И сега одиме воведот препрочитување на македонската приказна. Книга од Гоце Ристевски, му благодарам да е жив и здрав и благословен, Коложек 17.2003 го напишал овој предговор. Книгата Гимназиум од Тихомир Стојановски е зборник од текстови објавувани во прилогот за култура лик на весникот Нова Македонија во периодот кога повторно се откриваше и препрочитуваше потиснатата, заборавена и отфрлена македонска историска приказна. Колумната која луцидниот пишувач и темелен аналитичар Стојановски ја објавуваше во текот на 2 години, со својот често полемички став и изнесување на податоци и факти што подолго време биле покриени со патината на едноумно време и правта на идеолошко-политичката историска вистина. Предизвика интересирање во јавноста, а не ретко и конкретни реакции не само од читателите од Република Македонија, тие денеска името насила го сменуваат со еден лажго, туку и допирајќи ги срцата и душите на читателите меѓу македонците со бројната диаспора, притоа не давајќи конечни одговори, туку поначесто загатнувајќи ги можните одговори во свеста на консументите на овие своевидни писанија, нели Божјата волја се бара своеволно да донесеш решение, дали си ти македонец или не си. Она пошто исто така се препознатливи овие текстови е стилот на Тихомир Стојановски, кој можне успешно во овие писанија се користи со литературните искуства на врвната македонска современа литература, пред се концизниот ракопис на Чинго, Точко и други, тие ги работевме на Федо и сигурно има влијание, поврзувајќи го со историските прекршувања на минатото, сегашноста и иднината. Поведувајќи ги своите читатели на патување заедно со дамарите на зборот, што би се рекло овие потраги на Стојановски по суштината на нашето постоење и битисување на македонските простори, тој ги веде од историски артефакти и ги надградува со златната алка како белезгија на видовитите,
од која се ткае музиката на поетското во раскажувањето со доминантните црна и црвена македонска судбина, нитка и боја. Особено ми е често, можеби нескромно звучи, дадов и самиот придонес во публикувањето на овие исклучителни текстови, како уредник на редакцијата за култура во весникот Нова Македонија, Гоце Ристовски, Коложик, 17 година 2003. Ете, таму ти ја излегува и тоа беше вистинско чудо како во еден весник кој беше како комунистички во цензура, полека се отвори таа приказна. Се разбира, дури и непријателите на таа македонска приказна признава леле каков стил, велеа. Тој стил не е мој, тие се текстови во кои ме учеше таткото Невесен, да ги напишам, да се излеат, да го научам тој ритам на вечната љубов, на татковата љубов, да ги напишам сите тие книги за денеска да работам како негов сотрудник, како старешина на една молитвена војска, бидејќи битката за светот, за душите овде што се води е духовна, како молитвен војник на Исус Христос. Глаголи Македонија. Каква преднина може да имаат пред нас другите народности? Се опитуваше Григор Прличев. Понатаму запишал, секој писател треба да пишува во духот на народот, свој и на епохата своја. Беше летото Господово 1860-тото, беше изборот на годишниот конкурс на Атинскиот универзитет. За него, како и за многумина други, стол немаше. Стоеше простум надвор од себе си. Го доби венецот. Конкурираше со поемата Сердарот. Сакаш ли да те пратиме во Оксфорд или во Берлин да се учиш на државна сметка? Го прашаа атинците. Стануваше збор за стипендијата на грчкиот баварски кнез Отон. Нужда велика е да одам дома, им рече. Ги одби. Го нарекоа втор Хомер. Го славословуваа. Беше тоа времето кога се нормираше современиот грчки јазик. Беше тоа времето кога постапките на Пушкин, кој го издвои рускиот или помогна да стане тоа рускиот јазик, да ја почне својата самостојност од претходниот средновековен македонски, и тоа веќе полека понатаму го чинеа и другите браќа по јазик или религија, например србите, бугарите. Времето кога покрај грчкиот се нормира, се озаконува и бугарскиот, српскиот јазик, се делеше македонското ткиво. Григор Прличев понатаму се обиде да пишува како што запишала и мајката историја на пансловенски јазик. Се разбира дека беше напаѓан и од едните и од другите, кои беа сосема на друга патека кон регионално јазично затворање. Јас кој на грчки пеев како лебед, Григор Прличев ќе рече, на словенски не можам никако буф. Бев како и денеска што сум слаб во бугарскиот јазик, запишал Прличев, се разбира, тогаш се уште немаше нормиран македонски. Само 60 години пред тоа германскиот лингвист Лудвиг фон Пасов откри идентични зборови во Хомеровиот оригинал со чешкиот и словачкиот јазик. Подоцна Макс Фасмер на русите им го создаде етимолошкиот речник. Што бара еден германец да им создава речник на русите? Сеедно, чешкиот и словачкиот јазик вода потекло од античкиот и средновековниот македонски, види Webster Dictionary 1967. 100 години по откривањето на Лудвиг фон Пасов излезе книгата на Константин Чулка, спечатена во Атина, во која се вели дека локалниот идиом кој го зборуваат славо македонците од околината на Лерин води потекло од раниот Хомеров јазик. Кој е тој локален идиом? Па тоа се денеска во Лерин што зборуваат нашите. Виножито со тајфата. Книгата е полна со споредбени табели од македонски зборови. И конечно овој пат по 80 години понатаму, покасно, до истите сознанија независно еден од друг, во врска со јазичната сличност на Хомеровиот македонски јазик, дојдоа Одисеј Белчевски од Торонто, Канада, и професор доктор Ташко Белчев од Скопје. Прашања за македонските лингвисти. Кој го крие Хомеровиот оригинал? Зошто еден германец на русите им создаде етимолошки речник? Како етимолошки ќе го објасните поимот русин? Зошто во последното издание на Webster Dictionary поимите антички и средновековен македонски се заменија со словенски?
Ете сме во Атина, Григор Прличев стоеше простум во преполнетата сала кога ја објавија наградата. Победи македонецот во Атина. Го нарекоа втор Хомер. Ништо не е случајно, македонци мои. Во тоа време се создаваше современиот грчки, се норминаа рускиот, српскиот, бугарскиот и другите постмакедонски братски јазици. Како е можно современиот грчки јазик да нема никаква врска со јазикот кој го нарекуваат старогрчки? Како е можно тој јазик да нема етимологија и етимолошки зборовите се објаснуваат со македонскиот? Нели тогаш не станува збор за еднородни јазици? Вториот Хомер ја одби стипендијата и си дојде дома и македонски си ги теглеше, тргаше теглилата. Беше тоа 19-тиот век, времето кога се создаваа европските балкански нации, времето кога се делеше македонската етнос и култура на постмакедонски словенски постоења. Пост Кирило-Методиевски чеда на солунскиот македонски дијалект, јазик да речам, со кој ги преобратија своите рецкарски браќа со словата, со македонските слова: аз, буки, веди, глаголи, живејте људи, земјата, наша, покој, раци слово, Македонија. Стоеше простум вториот македонски Хомер Прличето, славо словосуваше таа 1830 сред атинската клика. Потоа им рече не, не, што вели Исус, и си дојде дома. Беше тоа македонскиот црн 19 век. Глаголи Македонио, мајко мила, и дарува на земјице глаголи. 12 страна, значи ја озучуваме оваа книга која зборува какви битки биевме ние со македонската цензура, издадена 2003, а текстовите се пишувани од 1999 до 2001. Продавачи на елинизмот. Скрши ден далеко од Атина. Во ушите се уште му одекнуваа навредите. Окупаторски филозоф, еден од Александровите генерали, Аристотел оди си дома, марш од Атина. Што туку атинците ја разбраа веста за смртта? Умре македонецот, умре царот, кој сакаше да го обедини светот, умре ослободителот на светот, умре за да живее во спомените. Претходно се обиде да го обедини светот. Рече откако го порази Дара и третиот персијанецот, нема повеќе да има ниту персијци, ниту македонци, од денес сите сме браќа. Да, така рече македонскиот цар Александар III. Кога Боре и брзокрилиот Хомеров ветер ја донесе веста за умирањето, за представувањето, Аристотел мораше да ја напушти Атина. Го нарекуваа окупаторски филозоф или еден од Александровите генерали. Тоа го запишал Полибие. И тој веројатно бил еден од Александровите генерали, кој по поразот на Пидна и македонската прва поделба на 4 склавинии служеше во римската администрација. Нели и Цицерон во писмата запишал дека во римските легии римјаните се војници, а македонците се генерали. И оттогаш изреката Македони, тути солдати, тути команданти, тути генерали. Оттогаш и веројатно оттогаш нашите археолози, оттогаш, кога ќе копнат во македонската земја и ќе откријат некој камче, некој артефакт, ќе го крстат предримски период, веројатно плашејки се да го изговорат, да го помислат зборот македонски. Како предримскиот период во Македонија да живееле предримјанци. Не и се. Аристотел скрши ден подалеку од Атина по смртта на Александар. Атинците дури го обвинија за безбожност. Сеедно. Татко му Никомах му беше личен лекар на Аминта, дедо му на Александар III големиот и таткото на Филип II. Филип II и Аристотел беа врсници и заедно растеа на македонскиот двор. Подоцна се разбира му станува учител на Александар. Види Ангелина Маркус по трагите на славните македонци, тоа е наше издание. Белчев и Ангелина се починати, Бог да ги прости. Првиот учител на Аристотел, мислам за тоа место, беше кандидиран Сократ.
Нели мил ми е Сократ, ама помила ми е вистината. Меѓутоа, Аристотел се родил 15 години Сократ веќе по смртта на Сократ, и така Сократ веќе 15 години умрен ја напушти кандидатурата и најдоа друг кандидат, Платон, нели во стилот мил ми е Платон, ама помила ми е вистината. Божен, тоа го срочил Аристотел. Всушност, Платон и Аристотел никогаш не се сретнале. Платон е идеалист, Аристотел материалист. Платон имал 43 години кога се родил Аристотел. Дури и во својот тестамент Аристотел целата своја оставнина ја дава на управување на македонската држава, на Антипатар и на своите ученици. Овие податоци ги извлеков од книгата на господја Маркус за да престанеме да манипулираме со термините старогрчки, предримски и да го употребуваме она македонски. Ете, денес како го гледате се забрануваш и политичарите се почнаа така да прават. Гледате до каде е дојдена тоа сатанска стратегија на бришење на македонецот. Впрочем, ако Аристотел беше нарекуван окупаторски филозоф од страна на атинците, дали тогаш може да стане збор за ист народ, род-пород меѓу атинците и македонците? И веројатно нашите археолози кога ќе копнат по македонската земја како продукт на политичката историја на доминација, откопуваат предримски, старогрчки, римски, елински, тракиски, илирски, персиски, фригиски, византиски, ранохристијански и други пост-македонски периоди од артефактите на светата македонска култура и цивилизација. Фала ти, Татко Небесен, ти благодарам што ги запиша Македонија и македонците во Светото писмо, а тоа не може да се избрише. Незнабожци и сатански синови на проклетството. Не баре она македонски како да не им прилега или да им прилега на сите, само не нам на македонците. Аристотел кршеше ден далеко од Атина кога боре и брзокрилиот ветар ја донесе веста за смртта на македонецот. Беше тоа македонскиот период од создавањето на светот, кој политичката историја на доминација го продава како елинизам. Одиме сега на 15-та страна, ќе исчитаме уште еден дел. Значи, озвучуваме оваа книга, како ја биевме битката со македонската цензура, за македонската светост. Леташе со брзината на светлоста, со брзината на светоста. Леташе, бараше место за да слета, место неогреано, неосветено од слнцето. Ја гонеше клетвата на љубоморната и завидлива Хера, ја изгони да полета високо, високо со сончевината. Хера секогаш така се пресметуваше со перничките. Голем мераклија за жени беше громовникот Цеус, голем. Ја облюби лето, ја затрудне и еве се ја прогонуваше Хера. И фрли клетва дека не може да се породи на место кое што го огреало сонцето. И фрли. Само ја заборави Остригија, ја изуми дека и неизе имаше фрлено мерак Цеус, и така бегајќи од него се престори во камен и потона на дното на белото море. Остригија или жена, Геа, Гена, жена, остров, сестрата на лето. Летај, убавице, летај. Вишнееше преку солената вода на белото море. Солени капки го штипеа виделото и слета прелесната убавица на женскиот остров Остригија, откако сестра и исплива од морето. Во белосветските речници ќе најдете дека Остригија на грчки јазик значи подполошка. Всушност со тоа само се потврдува приказната за древно македонското митолошко царство, на вистина Остригија, островот жена, бидна подполошка, откако се положи себе си за место каде што ќе се олесни и породи лето. Потоа приказната продолжува дека лето се мачеше со трудови болки, 10 дена повторно по заслуга на завидливата Хера. Издржа убавата лето и роди близнаци Аполон, Пол, Половина и Артемида, Теме, Темени, Теменидовци, династија на Александар Македонецот од Рупишта Костурско, според професор доктор Ташко Белчев. По извршената делба на близнаците, островот го нарекува Дело или Делос, остров што плови. Го завикаа најтоплиот период од годината, исто како и лето, И во нејзина чест, македонците и громовникот Зеус го завикаа
најтоплиот период од годината, лето. Ова е само една малечка македонска трага од митолошката македонска империја. Нели според Страбон, антички историчар и географ, Олимп се наоѓа во границите на Македонија. А пак Македон е еден од олимпските богови, син на Зеус и Тија. И ние македонците, сакале или не можеме да го пренебрегнеме тој обичен олимпски божји факт. Македон, нашиот предок, кој ни го дал името, по кој се именуваме и препознаваме, и логично е нашата историја да го следи Божиот континуитет од Олимп до денеска. Спротиставеност на олимпската митолошка македонска империја се фамозните Словени, кои дошле и се крстиле според територијата на која се населиле. Дајте ми друг историски пример за таква глупост и недоветност. Словените, читај илирите, читај скитите, дошле од Скитија, како што се именувал горниот див дел над Македонија, види антички карти. Скитија, скит, оној кој скита, збор содржан во современиот македонски јазик. Во тој случај ние немаме право да се нарекуваме македонци, или не помалку право од нашите фамозни соседи, во името на словенството и илирството. Или пак македонската неолитска куќа, светилиште, датирано 5000 години пред оваа ера, која можете да ја видите во градскиот музеј, како оној во Прилеп. Таа приказна ја раскажа архитект Вангел Божиновски на трибините македонците од древнината до денеска, кои се одржаа на Дионисовите чествувања Мино Угриновска секој февруари 4 години наназад. Еве не повторно во едно врнежливо лето, кое ме подсетува на лето од македонската митолошка империја, македонци мои. Летај, убави се летај со брзината на Божјата светост. Видете, ние денеска сме христијани, нели? Но сепак, она што Ребека Вес го нарекува дека културата во Македонија не е технички трик, туку духовна поврзана со Создателот и Таткото Небесен, покажуваме само духовното општење на македонската култура, колку е длабока. И имавме еден цртеж кој Ташко Белчев го направено, Зеус го дава, односно Отецот Небесен, односно Драј Патер, добриот татко. Нели Исус почна да го нарекува татко, го дава Исус својот син за спас на неговиот паднат народ на земјата, што е сосема на друга приказна. Ние само тоа го подсетуваме. И денеска, после толку години, значи 2099, ако се пишувале, видите, 25 години, се уште дојдоа тие настани, кои на македонците им го бришат јазикот, името, именувањето, насила, насадуваат друг јазик, не наметнуваат друг јазик, народ кој не сака да го учи македонскиот, друга култура, и се уште има забрана и цензура на македонската култура. Тоа значи ти самиот си забрануваш духовното општење на луѓе кои се дарувани, кои можат да прават и пророчка уметност, не само себе афирмирачка, го прекинуваш тоа конто. Сите овие луѓе кои се спомнати секогаш беа на маргините, кои беа предводници, денес дојдоа други, препишуваат, допишуваат, објавуваат книги. Пазите, нешто што го поставија како темел овие апостоли на македонизмот, кои едноставно водени од духот на вистината, сакаат да кажат не за лагата, не за сатанскиот свет. Оставете и Македонија, која ја запишал Исус Христос во слово кое не се брише. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше дојди во Македонија и помогни ни. Со нас беа Аристрах и не знам тој македонци од Солун. Или ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, дела 15:14, а потоа дела 16:9, слово кое не се брише, живото слово Исусово, го сонува македонецот. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи ќе озвучиме и оваа книга за да остане како звук, не само како пишан документ, дека ние не се согласуваме да не избрише некој. Нас Исус Христос и Таткото ни дале име, ни дале јазик и територија, тој да се прослави. Ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име, а денеска зошто не се прославува и се слави нешто сосема друго, зашто во православието е внесена македонската, од неолитската и народна и античка македонска култура. И Исус е тргнат настрана и затоа ние се уште немаме доволно сила и македонскиот народ живее со своји сили во проклетство. Мир вам
до наредната средба Ар македонските слави за фатија, Ар македонските слави, и тие ги укинаа сите дејствија и на театарот скрби и утеха. Ар македонските слави гостувања во соседните земји кај македонската култура, театарските представи. 20 години, например, не сум добил книга од Министерството за култура. 10-12 години, веројатно, театарска премиера и што друго да кажам за гостувањата и така натаму, се укина. А финансира друга култура која се слави самата себе, која сака да ви ја земе земјата, да ви наметне тук јазик. Но такви се состојбите. Се можеме со Исуса Христа кој не крепи. Ар македонци мои. Амин.